често во овие прилики и неприлики кои што ги гледаме стандардно по нашето мето, забележуваме и најразлични елементарни непогоди, нешто на кое што не може да се предвиди и нешто што навистина може да биде погубно за човештвото. Денеска ќе зборуваме малку повеќе за земјотресите, за тоа каков е овој период или оваа можеби 2024 година кога станува збор за дали сме можеби во некој сеизмолошки активен период и во овој момент. Генерално, дали се повеќе медиумите ги пласираат и оние земјотреси кои што имаат и многу мала јачина според Рихтер, па можеби се и незабележани и незначителни. Генерално имаме чувство дека некако светот постојано се тресе или тлото на планетата Земја, но дали е тоа навистина така, ќе ни раскаже или ќе посведочи и ќе позборуваме и дебатираме со една извонредна наша гостинка. Чест ни е што ова утро се дружиме со професор доктор Драгана Черних, сеизмолог во Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Драгана, ви посакуваме добро утро и добре ни дојдовте. Хектично по собрањето, ама знаете ли колку се радуваме на вашето присуство, па и особено темата малку некој половина час да ги офатиме тие сегменти колку што можеме. Веројатно сте единствени, пошто сите велат не дај Боже да ве видиме на телевизија. Не дај Боже. Да, секој пат да. Но денеска сме од аспект да едуцираме, да кажеме корисни работи, па еде кога велите не дај Боже нели да видиме на телевизија, за многумина стравот од земјотрес е најприсутниот страв. Вие како сеизмолог стравувате од земјотрес? Како секој човек и јас се плашам од земјотрес, меѓутоа одамна го имам надминато тоа. Со оглед на природата на работа. Да, после почувствувам земјотрес, следната секунда веќе заминувам на моето работно место, ако не сум таму, ако сум таму си настапуваат редовните обврски, бидејќи известувањето, тоа што е најбитно, најбрзо до јавноста да биде, бидејќи сите ги интересираат каде е земјотресот, колку било, дали ќе има пак земјотрес. Да, и во зад камерите кажавме дека често веројатно нели луѓето и медиумот го поистоветуваат како brainwash или перење на мозоци, нели кога сакаме да го пласираме тоа нешто, сакаме да ја исплашиме јавност и така натаму. Не говорам сега само за земјотресите, генерално знаеме да влијаеме понекогаш и лошо, нели да ги даваме тие тектонски вести, а да не кажеме нешто и убаво, како што било некогаш во информативните вести во минатото. Велите дека не секој пат може треба да се информира толку, можеби алармантно дека има некои помали земјотреси, како што вели Цеце, секој пат земјата се тресе, плод некој се тресе во текот на денот, различни географски. Насловите на вестите се бомбастични, меѓутоа наслов од типот земјотрес ја стресе Македонија, а земјотресот со магнитуда од 2,1 според Рихтеровата скала, тоа се многу слаби земјотреси кои што едва се почувствуваат на површината на земјата, особено ако име жариштето подлабоко, тоа е далеку ја стресе Македонија. Имено, бидејќи некако периодов постојано читаме, нели читавме и за Хрватска. Дали Македонија и Балканот, еве конкретно нели за Македонија ви прашал, е со изразена сеизмичност, ако направиме некаква рекапитулација на сите овие години наназад? Нема зголемена сеизмичка активност, вие тоа сакате да ме прашате. Нема зголемена сеизмичка активност, значи сето тоа е во рамките на нормалната сеизмичка активност на територијата на Македонија и пограничните подрачја, впрочем и на Балканскиот регион. Земјотресите се случуваат и се појавуваат таму, значи каде што во историјата, во минатото имало земјотреси и пак ќе има земјотреси. Тоа го споменавме утринава, така. Тоа е поради движењето, значи глобално, ако земеме, поради движењето на тектонските плочи и подрачјата каде што тие плочи си заемодействуваат, значи или се разидуваат, или се допираат. Така да таму се случуваат земјотресите глобално и во рамките на тектонските плочи, значи во подрачјата кои што се блиску до местата каде што тие плочи имаат интеракција.
Драгана, ќе се навратиме 2016 година, ако не се лажам, кога се случи земјотресот тука во Скопје. Предходно 11 септември, да. Да, на тоа предходеа поплавите во Стајковци како една елементарна непогода која што се случи и некако многумина од луѓето ги поврзуваа нели поплавите со земјотресите. Сега исто на европско тло се случуваат доста поплави, па дури би рекла и на светско ниво, и голем дел од луѓето можеби стравуваат дека наскоро ќе се случи некој поголем земјотрес. Можеме ли да зборуваме за поврзаност помеѓу тие елементарни непогоди како поплава и дека можеби после толку надојдена вода се случува нешто со земјата и ќе настане некое тектонско дека е задолжително по поместување? поплави дека ќе се случат земјотреси? Дали е тоа основано или неосновано? Ако земеме во предвид дека жариштето на земјотресот, односно точката од каде што се почнува, се наоѓа за Македонија во рамките на земјината кора, значи во длабочина до 33 километри. Жариштето е на километри длабочина, а водата од поплавите може да навлезе во почвата најдлабоко до некои стотина метри. Во метри, се мери во метри. Така што многу мало, значи скоро никакво. Од тој аспект нема поврзаност. Нема директна поврзаност, меѓутоа во процесот на подготовка на земјотресот, ако таа вода која што е од поплавите понира и навлезе во микропукнатините, каде што во процесот на создавање на земјотресот имаме од микроломови кои што подоцна поминуваат, се спојуваат и поминуваат во лом, и тогаш водата единствено може да придонесе да се убрза процесот. Значи, ако може да се случи сега, ако не е поплавата, ќе се случи можеби за година. Придонело за побрзо да се случи. За побрзо само да се случи, бидејќи ќе го олесни, ќе го намали триењето меѓу блоковите, така да побрзо ќе се случи земјотресот, инаку не може да го предизвика земјотресот. Драгана, како се одредува епицентарот на земјотресот, стручно кажано? Со оглед на тоа дека кажавме дека во годината кога јас и Цеце сме родени, некаде 86-87, влегувате токму благодарение на вашата желба по физиката, токму во светот на сеизмологијата, и од тоа претпоставам дека се запознавате со Рихтер, се запознавате со првите постулати на самата област сеизмологија. И претпоставам дека во првите денови да се запознавате како се одредува епицентарот на земјотресот. За да го определите епицентарот на земјотресот треба минимум да имате 3 сеизмолошки станици. И од настапното време на сеизмичките бранови, на лонгитудиналните и трансверзалните бранови, се одредува од разликата на настапот на овие времиња, на овие бранови, се одредува локацијата на земјотресот. Најдобро е кога епицентарот на земјотресот е обкружен со повеќе сеизмолошки станици, тоа придонесува до многу поточно одредување на параметрите на земјотресот. Драгана, го паметиме многумина земјотресот 63-та во Скопје. Споменавме пред малку за оној кој што се случи 2016 година. Вие пред малку споменавте ако на некое тло се случило земјотрес, после неколку години или многу години ќе се случи повторно. Да, тоа се вели во сеизмологијата период на повторување. За земјотрес со јачина како Скопскиот од 63-та, значи со магнитуда според Рихтеровата скала над 6, периодот на повторување е 500 години за Скопското епицентрално подрачје. Исто е отприлика околу 500 години и за Пехчево кресна епицентралното подрачје, каде што се случил најсилниот земјотрес на Балканот 1904 со магнитуда од 7,8 според Рихтеровата скала. Пехчево кресна. Имаме исто така силен земјотрес 6,5 во Дебарското епицентрално подрачје 67 година, во Валандовското епицентрално подрачје 31 година, таму додош имаше серија од неколку земјотреси едно по друго со магнитуда 6. Дали може би среќа тоа што два пати на неколку часа по 6, да бил еден може ќе бил и 7,5 магнитуда, меѓутоа тоа било така. Валандово имаше значи од 31 2009 24 мај серија на земјотреси кои што за отприлика едно
20 дена имаше 1500 земјотреси Земјотреси. регистрирани. Најсилниот беше со магнитуда од 5,2 според Рихтеровата скала. А и поучено од искуството, се бележи негде има регистар точно во кој одреден период Скопје баш имало и почувствувало поголеми Сизмолошката земјотреси? обсерваторија располага со податоци за земјотресите. Значи, нашата архива е со период од 2000 години, значи од историските земјотреси кои што се случиле и од поново време со инструментални податоци кои се добиваат од инструменталните записи. За Скопското епицентрално подрачје 555-та, 1555-та повторно и Значи така на 500 1960 години? 500 Па никогаш и на... 500 години, меѓутоа значи вториот овој силен земјотрес се случил на почетокот на тие 500 години на тој интервал, а овој 63-та на крајот на другиот интервал. Затоа имаме 1000 години простор. Значи најсилно временски почувствуваниот на наша територија е од која година? И 1904-та. Колку? 7,8 според Рихтеровата скала. Потоа го имаме исто југот на Охридското езеро, каде што 1912-та се серија на неколку земјотреси со магнитуда над 6. Меѓутоа не треба да се држиме фиксно дека толкав период. Некогаш ќе исклучена е ситуацијата, повторно се случи. Има веројатност, кога кажувам период на повторување од 500 години, има одредена веројатност во одредено подрачје да се случи земјотрес со одредена јачина. Значи за 500 години веројатноста е во тој временски период, меѓутоа точно не знаеме кога. Така. Можеме ли да дадеме некое ваше гледиште на светско тло, затоа што некаде и прочитав дека на почетокот годинава во еден ден биле на планетата Земја регистрирани 968 земјотреси, од кои што најјакиот бил 5,5 степени според Рихтер, регистриран на островот Маквари во Австралија на длабочина од 10 километри. Велиме постојано се случуваат. Кој е можеби засегнатото тло на планетава Земја каде што има најмногу Трусно подрачје, да речеме. Да, Значи во подрачјата каде што има интеракција, значи зборуваме сега глобално. Тоа ме прашувате вие. Во подрачјата каде што има интеракција помеѓу тектонските плочи, значи Тихоокеанската плоча, Евроазиската, знаете за Јапонија, значи земјодејството, односно субдукцијата каде што Тихоокеанската плоча навлегува под Евроазиската плоча. Во Јапонија се земјотресите исто, значи западниот дел на Тихоокеанската плоча, Австралија доле. Таму се наоѓа и најдлабоката бразда од 10.000 метри, од 10 километри, каде што е местото каде што е интеракцијата помеѓу австралиската плоча и Тихоокеанската плоча. Судирот, така? Да, судирот, заемно дејството. Потоа имаме африканската плоча која што навлегува под евроазиската плоча, затоа се земјотресите кои што се на средоземјото, посебно значи Грција, а тука имаат удел и микроплочите, Јадранската тектонска плоча, Сојонската плоча и длабоките земјотреси во западниот дел на Грција, значи Занд, Кефалонија, каде што земјотресите од прилика и до 400 километри се длабочина. Земјотресите кои што се на подрачјето на Хрватска, значи во Јадранот, бидејќи Јадранската тектонска плоча навлегува под Евразиската плоча и тука се земјотресите. За Италија веќе се други раседи, други механизми на земјотресите кои што исто така предизвикуваат. Што подразбира други механизми? На што мислите? Па, значи овдека зборуваме за земјотреси кои што се должат на субдукцијата, значи каде што една плоча навлегува под друга плоча, а таму има движења, значи кои што се едно во однос на друго, значи нема подвлекување или издигање баш на плоча. До судар, тие се на исто ниво. Се разминуваат. Се развидуваат, да. Блоковите се разидуваат и од тоа се земјотресите таму. Има за геодинамиката сега, кога веќе почнавме да зборуваме за тоа, Сизмолошката обсерваторија учествува во еден европски проект кој што се вика Адрија Ареј. Тоа учествуваат земјите кои што ја обкружуваат фактички Јадранската тектонска плоча од Италија, Австрија, Франција,
Германија, Чешка, Романија, Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, Грција, Бугарија. Значи, во сите овие држави има инсталирано повеќе од 1500 сеизмолошки станици, каде што податоците, тоа проектот почна 2022, на територијата на Македонија има 13 сеизмолошки станици инсталирани и податоците од сите овие 1500 сеизмолошки станици ќе послужат за истражување на геодинамиката на јадранската тектонска плоча и на јонската и на, значи, тоа што се случува во Албанија и соодветно кај нас, бидејќи тие тектонски сили и движења се пренесуваат, нели, последователно, не е тоа како, нели, коцки што се движат. Значи, за геодинамиката на јадранската тектонска плоча, каде што подвлекувањето на јадранската тектонска плоча под евроазиската плоча, значи, предходно се сметаше дека целата плоча навлегува под одреден агол под евроазиската, меѓутоа сега од најновите податоци што ги добивме, се гледа дека, односно се претпоставува, се уште е процесот во, нели, истражување, не се уште званични податоците, односно резултатите, дека не е подвлекувањето униформно, него тоа подвлекување плочата е искршена на повеќе делови и навлегуваат под различен агол под евроазиската плоча и тоа се веќе различни тектонски сили, различни влијанија. Дали ова се едни од работите кои што имавте можност да ги слушнете, бидејќи неодамна бевте на една работилница или воркшоп во Хелсинки, целата сеизмолошка обсерваторија од кај нас, дали се можеби ова дел од новитетите генерално за светот? Не, ова не, на воркшопот кој што се одржа во Хелсинки беше по повод 100 години од сеизмолошката служба на Финска, а темата на работилницата беше постојани и мобилни густи сеизмолошки мрежи. Значи, мрежи кои што имаат многу сеизмолошки станици кои што се на растојание можеби и помало од 1 километар. И тие истражувања се наменети за добивање на локални резултати. А локални резултати во смисла на истражување на геотермални води, на руди и на, значи, подвлекување на или движење на некој блок, колку е длабочината на блокот, раседната рамнина, наклонот на раседната рамнина и така. Бидејќи вие треба да, за било какви истражувања да правите во сеизмологијата, мора да имате податоци. Податоците ќе ги добиете од сеизмолошките станици. Колку повеќе сеизмолошки станици имате, значи толку повеќе податоци, односно кога ќе се случи земјотресот, сеизмичките бранови од жариштето се шират униформно во сите правци. Значи, земјата од просторот до сеизмолошката станица, значи тој волумен ќе биде прозрачен со повеќе сеизмички бранови и тој запис, фактички, решавајќи инверзната задача, ние можеме да откриеме што се случува во длабочината на земјата. Најосновно прашање. Бидејќи сакаме секој пат да се запознаеме малку повеќе со Рихтер и Рихтерова скала. Како функционира? И многу често се случува кога нели се случува земјотрес да прашате дали паднатите елементи во вашиот дом се на лева, на десно, дали е вертикално или хоризонтално на самото тресање? Земјотресот, значи се одредуваат параметрите на земјотресот според инструменталниот запис, а еден од тие параметри е магнитудата на земјотресот. Тоа е енергијата која што се ослободила во жариштето и записот е на сеизмолошката станица. Без разлика каде е сеизмолошката станица, колку далеку е од жариштето на земјотресот, од епицентарот на земјотресот, таа магнитуда што се одредува би требало да биде иста. Таа е различна бидејќи сеизмичките бранови поминуваат низ различни подрачја со различен материјал, различна густина и може да има отстапување од некоја десетинка. Да кажеме, магнитудата одредена во Скопје, во Белград или во Париз или во Москва
За Скопскиот земјотрес би требало да биде исто 6,3, 6,2, 6,1 во зависност од и станичните корекции на тие други сизмолошки станици. Меѓутоа, значи таа енергија што се ослободила во жариштето на земјотресот и пристигнала на површината на земјата, дејството на таа енергија врз објектите и врз луѓето го дава макросеизмичкиот интензитет по европската макросеизмичка скала. И за тоа ние прашуваме како го почувствувате земјотресот, дали се тресеше, дали звецка прозорците, дали има паднати предмети и во кој правец има паднати предмети, бидејќи во решавањето на механизмот на жариштето, односно на земјотресот, како се поместиле блоковите, во која насока, со која брзина се поместиле. Значи, нашето решавање на таа задача треба да биде подкрепено врз основа. Ако велиме лево латерален расет, значи придвижувањето било на лева страна и предметите така би требало да бидат паднати во тој предел каде што е макросеизмичкото дејство. Тоа е потврда дека е правилно решена задачата ваша. Да, верувам дека многу често ви го поставува тоа прашање за тоа како треба да се подготвиме за оваква ситуација која што никогаш не е планирана. Иако јас и ти утрово споменавме, дали на вистина големите земјотреси најчесто се случуваат во рани утрински часови? Да, тоа се некои митови и вистини. И тоа сакам да ви ги поставиме како прашање. И тоа нема правила. И ова е да момент кога на вистина луѓето не се спремни за сето тоа, но во моменти на паника, што е најпаметно да направиме? Да нема паника. Значи, треба да се почека тие неколку секунди додека трае првото тресење на земјотресот. Треба да се напуштат домовите. Значи, никако во текот на земјотресот да не се користи лифт, да не се трча по скали. Значи, од кога ќе заврши тоа првото дејство, треба да се, ако се силен земјотрес, зборувам се, а не зборувам за слаб земјотрес од магнитуда 3, значи ова веќе како што беше тој 2016 од 5,3. Веќе над 5 се смета за сериозен земјотрес? Да, посериозен или 4, нешто може? Посериозен, значи силни земјотреси се веќе над 6, овие се умерени земјотреси кои што придонесуваат мали има штети, меѓутоа не се можеби. Тоа се веќе неконструктивни штети. Значи да го завршиме првото прашање, треба луѓето да го напуштат објектот или ако веќе напуштат зградата, треба да бидат малце подалеку од зградата, бидејќи од балконите може да паднат делови од фасада, од балкони, цвеќиња. И така, треба да се почека некое време и значи зборуваме за земјотрес од 5 степени, тоа е според правилата за градење, прописите кои што ги има Република Македонија. Градбите кои што се градат на нашата територија се направени така за да можат да издржат земјотрес со магнитуда 6. Значи секако на таква магнитуда ќе има одредени пукнатини, меѓутоа нема да има колабирање на објектите и загуба на човечки животи. Ајде да повториме некои работи кои што некој пат сигурно сте ги кажале во минативе години. Мит или вистина, Драгана? Земјотреси се случуваат при топло и суво време, да или не? И зашто не или зашто да? Затоа што стојат како податоци, па затоа би сакал да ве прашам. Значи тоа нема врска со жариштето на земјотресот кое што е 15-20 км, значи тие горните слоеви во почвата нема никакво ништо значајно со тоа доле. Следно прашање. Автершоковите се послаби и не толку опасни? Значи, земјотрес може да има, трае целата серија на земјотреси и кога ќе заврши серијата, знаеме дали било форшок или автершок, или земјотрес кој што му претходи на главниот земјотрес или последователни земјотреси. Во една серија најсилниот земјотрес е нормално главниот земјотрес, може неколку дена пред него, може неколку часа пред него да има малку послаб земјотрес, тоа би било форшокот и сите земјотреси после најголемиот се сеизмичка активност која го следи најсилниот земјотрес и се нормално послаби, каде што се доослободува енергијата која што била концентрирана за настанување на земјотрес. И уште едно, ако сте внатре мора да истрчате надвор при земјотрес. Вие додише некако го одговоривте малку прашањето. Да, треба да се излезе надвор, меѓутоа без паника. Во 2016 кога беше земјотресот, најголемата повреда беше жена што рипнала од тераса, од балконот, од први спрат, меѓутоа со тешка повреда на рамето и така.
Тоа беше најголемата повреда која што не е од земјотресот. Зато некој пат поучено искуството нели останува, прикрете се пред вашата трпезариска маса, односно кај рабниците на самата врата или некои да речеме побезбедни места кога се случува земјотрес. Па да кажеме под масата Како некој прибежиште веројатно. Или во просторот помеѓу троседот и масата, бидејќи ако падне нешто ќе застане на Нема да биде директно. Нема да бидете, така ќе бидете колку толку позаштитени. Простор ќе има каде што ќе може да се скриете, да кажеме, ако веќе не може да потоа да го напуштите објектот за да дојдат спасувачи и така. Драгана, само пред да ви испратиме, има ли интерес за сеизмологијата генерално во нашата земја или некако станува дефицитарна професија? Има ли млади кои што сакаат да учат физика, да учат... Најболната точка за нас... Вие сте редовен професор, ќе подсетиме на природно-математичкиот факултет. Да, природно-математичкиот факултет, сеизмолошката обсерваторија е помеѓу еден од институтите кои што припаѓаат на природно-математичкиот факултет, помеѓу физика, хемија, биологија, математика, етнологија. Оваа година има неколку студенти, за жал, на насоката студиската програма геофизика со метеорологија. На рака се бројат, сакате да кажете, до толку? Бројат, да, тие за жал и вкупниот број на студенти и впрочем на физика е исто така мал. На целиот природно-математички бројот е некаде помеѓу 300 и 400 број на запишани студенти. Во периодот јас кога студирав, одамна. Искуството беше поинако? Кога бев прва година имаше 100 студенти запишани, а во четвртата година бевме 20 редовни студенти. Значи 20 бевме во четврта година. Покрај овие дипломски студии што се, имаме втор циклус на студии геофизика на природно-математичкиот факултет, магистерски студии, нели? И за тие кои би се вработиле во сеизмолошката обсерваторија имаат простор за и обврска за понатамошно надградување, бидејќи асистентското место подлежи на избор и реизбор. Значи мора да се напредува во звањето од асистент, нели, со докторат понатаму за доцент и редовен професор. Беше исклучителна прилика да ве запознаеме, ама нема да заврши нашето дружење тука. Ќе имаме повторно прилика, останавме со како не дај Боже да има земјотрес па да се видиме, значи да се гледаме и вака превентивно, што се вели, да. Да, јас би сакала институциите да не забораваат, бидејќи науката се движи напред. Така е. Од инструментите за регистрирање на земјотреси до компјутерите, нели, и софтверите кои што треба да се набават. Сето тоа е во постојан развој и надградба. Така, и мора да се апдейтува, како се вели, да. Апдейтува, да, ако еднашка се купило, тоа не значи готово, него тоа треба следната година и следната и следната. Супер. Ви благодариме многу, беше навистина уживање да се слушнат овие убави совети и работите врзани со сеизмологијата кај нас.